Денеска истекува 8-дневната вонредна состојба што ја прогласи претседателот Стево Пендаровски со цел да се спроведат неопходните подготовки за организација на предвремените парламентарни избори на 15 јули. Последната петта вонредна состојба беше прогласена на 15 јуни по постигнатиот договор меѓу лидерите на владеачката СДСМ Зоран Заев и на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за терминот на изборното соочување. Шефот на државата ја образложи одлуката за нова вонредна состојба со потребата да се овозможи непречена подготовка за изборите, а особено спроведување на мерки за заштита на јавното здравје за време на изборниот процес во услови на пандемијата на COVID-19. 8-дневната вонредна состојба беше дадена за да се донесат неопходните одлуки и протоколи за организирање и спроведување на изборите. Предвремените парламентарни избори првично требаше да се одржат на 12 април, но поради кризата со коронавирусот и прогласувањето на првата вонредна состојба во март со владината уредба изборните действија беа прекинати. По повеќе неделни неуспешни разговори, консултации и неколку лидерски средби кај претседателот Пендаровски, власти и опозицијата на средината на месецов конечно постигнаа договор за избори на 15 јули. На предвремените парламентарни избори, според последните листи, Додик ќе учествуваат 15 коалиции и партии со 1598 кандидати. Изборната кампања почнува во среда на 24 јуни. Партиите ветија фер и демократски избори, зашто подпишаа и кодекс. Најавија дека ќе се фокусираат на кампања која ќе биде безбедна по здравјето на граѓаните, без големи настани и митинзи со зголемено користење на социјалните мрежи, традиционалните медиуми, билборди и друг тип на онлайн представувања. Партиите и коалициите кои ќе учествуваат на изборите, своите програми ќе може да ги представуваат до 12 јули во 24 часот, кога според ревидираниот роковник на ДИК започнува изборната кампања.